Еден од најголемите проблеми на кои се извлекуваат општините е тоа дека немаат градежни инспектори. Па се посегнува кон доверба на надзорот кој што го прават и го ангажираат инвеститорите и тука некаде се отвара сомнежот за ставање во ризик на граѓаните и нивната безбедност, пропратен со градилишта кои што со себе одземаат и животи. Професоре Горан Марковски, благодарам што одвоивте време да го водиме овој разговор заеднички на едни теми кои што мислам дека се клучни, можеби ќе се согласите, можеби не. Секако. Меѓутоа, кога зборуваме во делот на градењето, многу често општините се пресретнуваат со изговор дека издаваат градежни дозволи, притоа изговорот е немаме доволно градежни инспектори. И сега сведоци сме на сето оно што ни се случува денес. Ако човечкиот фактор е подложен на недостиг на кадар, а со тоа и на корупција, зошто дигиталната технологија се уште е на маргините во нашето македонско градежништво? Точна е констатацијата дека има мал број градежни инспектори по општините. Зошто е тоа така е веќе друга тема. Се работи за една мощна специфична позиција во која што треба да се носат сериозни одлуки, можеби и недоволно платена, но како и да е, можеби е тоа и последица на недоволниот број на соодветен кадар, но како и да е, навистина бројот на инспектори е мал. Меѓутоа, тоа не треба да значи дека треба да се предадеме и да ги препуштиме процесите во градежништвото да се движат по некоја хаотична линија и со тоа практично да представуваат ризик и за објектите и за оние кои учествуваат во процесот на нивното градење, а и за околината, а и пошироко. Имајќи предвид развојот на дигиталната технологија денес и можностите што таа ги пружа, сметам дека со многу мали поместувања можеме да ги подобриме работите на контролата на изведба на градежните работи. Ако може сообраќајот во градовите да се реши преку системот Safe City, и еве гледаме дека тоа функционира, и тоа е за поздравување според мене, зошто да нешто слично, многу поедноставно не примениме и на градилиштата во градовите. Имено за секој инвеститор да се задолжи пред да добие одобрение за градење, да постави камери на своето градилиште, кои ќе бидат достапни, односно сликата од нив ќе биде достапна до градежниот инспектор во соодветната општина. На тој начин градежниот инспектор, колку и да се малку на број, инспекторите ќе имаат можност дури и од својата работна маса да ги следат состојбите на градилиштата и да реагираат навреме да спречат одредени девијантни појави. Тоаш веќе нема да има место за оправдување дека бројот е мал и оттаму не може да се врши контрола на градилиштата. Една мерка која практично не чини ништо, а според мене би придонесла многу за регулирање на овој очигледно нерегулиран дел од градбата. На ниво на општина или на ниво на град можни се дополнителни мерки, односно мерки за спречување на почеток на дивоградби. Зошто да не користиме дронови? Се разбира, треба соодветна законска регулатива, соодветна процедура, сето тоа може да се донесе и да се регулира, кои што ќе ни овозможат да практично секојдневно, да не кажам, имаме контрола врз територијата која што е во наша надлежност, да видиме дали е нешто започнато да се прави бесправно или не. Со овие две мерки, според мене, работите, состојбите во градежништвото ќе се подобрат многу и треба да се размисли и што поскоро да се почне со примена на вакви или можеби слични и подобри идеи. Може да ги кажеме дигитални инспектори? И колку ти би биле функционални? Дигитални инспектори, зошто не? Ако ние имаме денес вештачка интелигенција во секојдневието на нашето живење, гледаме дека таа влегува во сите пори на нашиот живот, зошто овие технолошки можности да не ги користиме во оние дејности каде што може и каде што нивниот придонес навистина ќе биде значаен. Последниве месеци сведоци сме на што се случува во градежништвото, особено кисела вода и центар. Воопшто на кисела вода се случи да при ископ на земјиште за изградба на зграда
со себе понесе и човечки животи, 4 плюс кои што се со последици како тој ископ, исто така и општина Центар. Како и да е, не само градот Скопје, во многу други подрачни на територијата на Македонија се случува често да веројатно во трката за што побрзо да се изгради или да се помине законската процедура, да се замежи, стигнуваме до една таква фатална ситуација. Каде е клучот за да се реши овој начин? Да. Не само што побрзо, туку за што помалку пари. Моментално во градежништвото и не само во градежништвото имаме едно свето тројство. Здружување на алчноста по пари, корупцијата и проституцијата, инженерската проституција. Оттаму овие проблеми. И на сето ова треба да се застане на пат само со почитување на регулативата. Ние регулатива имаме и таа не е лоша. Само треба да се почитува, а очигледно дека не можеме да се потпреме на совеста и свеста, па и одговорноста без последици на оние кои што се учесници во градењето, почнувајќи од инвеститорот кој според мене ги е врв на се и практично треба да биде одговорен, најголема одговорност сноси за се она што се случува на неговиот објект, а понатаму и со оние кои што се надлежни да го изведат објектот, изведувачот, надзорот, се разбира претходно и проектантите, ревидентите, и на крај оние кои што се задолжени да вршат контрола дали сето тоа што се работи е согласно пропишаните стандарди и правила. Скоро и да не можеме да видиме градилиште кое што е заградено прописно, градилиште кое ги почитува безбедносните стандарди, каде што опасните места од каде што може да падне некој работник, да се повреди или да го изгуби својот живот, се прописно обезбедени, се уништуваат заедничките површини во тек на градбата, тротоари, улици, рабници на тротоарите и така натаму. Да не зборувам за звук, да не зборувам за прав, да не зборувам за малтретирање и доведување во опасност на непосредната околина, што може да трае со години. Градбата практично е неограничена, може да трае долг период и практично сите околни жители стануваат еден вид на жртва на профитот кој треба да го стекне оној што го гради објектот. Тука нешто не е како што треба, очигледно. Граѓаните треба да бидат заштитени, максимално заштитени од последиците кои ги носи градбата. Не можат да бидат жртви без никакво право, без никаква можност за остварување на соодветни права, дури и да доживеат некакви непосредни оштетувања од градбата на објектот, да ги оставиме да бидат жртви и да бидат оставени на милост и немилост на оној што гради и на негова добра волја, дали ќе почитува некакви правила или не. Тоа не смееме така да направиме. Гледаме дека само казнени одредби кај нас, за жал, во оваа фаза на нашиот развој, само строги казнени одредби можат да донесат до некакво поместување на работите. Кога зборуваме за одговорност, при вакви случаи многу често одговорот од надлежните го добиваме дека им се забранува одреден период да продолжат со работа, со дејност. Меѓутоа, треба ли да бидат поригорозни во смисла одземање на лиценца, забрана за вршење на дејност? Да, тоа им се забранува, мислам дека им се забранува на локацијата додека не ја доведат во пробитната состојба, инаку не се работи за некаков вид на забрана. Јас тука би бил многу поригорозен. Например, кај нас, согласно Законот за градење, надзорот има огромна надлежност и права, но и големи обврски и голема одговорност. Дури мислам дека, ако не се лажам, има и основи за кривична одговорност ако не се следи она што е пропишано со законската регулатива. Значи, губење на лиценца и без право за враќање на лиценца, апсолутно, исто така и за изведувачот. Многу ретко денес ке сретнете надзор присутен на објект. Значи, тоа се виртуелни надзори, лажни надзори. Само да ги има во документација. Меѓутоа, ретко тие свраќаат на градилиште. Многу градилишта се оставени без инженер.
ниту инвеститорот има, ниту изведувачот има инженер на градилиште, ниту пак надзорот се појавува многу често на градилиште. Оставени се мајсторите сами на себе, без никаква инженерска контрола, и тоа е скоро редовно, честни исклучоци. Не сакам да генерализирам, се разбира, так. Има и добри примери, но во многу случаи го имаме ова. А според законот, изведувачот е одговорен да има овластен инженер. Ама тој овластен инженер треба да биде на градилиште, а не само на хартија. Или да е споделен по 2 часа во неколку фирми, да е формално воведен, да постои, а практично никаде го нема. Значи, одземањето на лиценците според мене се подразбира. Јас би одел и чекор понатаму. За оној инвеститор кој се однесува несериозно и без никаква одговорност кон заедничкото добро, кон безбедноста на луѓето, кон јавното добро, нему треба да му се одземе право на градење. Значи, тој не заслужува да делува во една сериозна област како што е градежништвото. Таквите го уриваат градежништвото. Имиджот на градежништвото е урнат и се урива од токму такви. И ние како градежници први треба таквите да ги истераме од своите редови, да не им дозволиме да ни ја валкат струката. Ама како тоа ќе го направите кога законот за градење се менува преку 30 пати и веројатно тоа е перцепција која што се базира токму на таквите процеси, затоа што вие имате одличен закон кој што катадневно се менува, кога зборуваме за градежништво, многу јасни процедури. Треба да се почитува, само треба да се почитува законот. Затоа што еден од нашите проблеми е што не ги почитуваме закон и законските регулативи, или успеваме да ги извитопериме. Значи само да се почитува ова. Ако треба и да додадеме, значи гледаме дека мора нешто да смениме. Многу добар пример ми е Safe City. И апсолутно го поздравувам. Гледа како се смени законска регулатива, се со цел да се зголеми безбедноста на учесниците во сообраќајот, меѓу нив најмногу на пешаците. Ако тој закон нов предвидува да при сообраќајно дивење полицијата има право и да го одземе возилото, зошто ако некој дивее со градежниот простор, со просторот во кој што нам ни е дел од нашиот живот, зошто да немаме право, зошто државата да нема право да му го одземе правото на градење? Нека му остане собственост, ето. Тоа е веќе една приватна собственост, да, и многу често тешко, нормално не е така едноставно, но дека тој како инвеститор не може да се појави никаде да гради, ако има таков однос кон градењето. Затоа што видите, да не се лажеме, се работи само за алчност во овој случај, во ваквите случаи. Цената на становите е пазарна вредност и таа горе-доре е диктирана на пазарот. И со мали поместувања плюс-минус се движи на некое ниво. Дури независно и од тоа каков е објектот, каков квалитет е станот, за жал. И сега, што е интенцијата на оној што го продава станот? Што го гради и утре ќе го продава? Да потроши што помалку средства при неговата градба. Поголем профит. Поголем профит. Заштитата на темелните јами е скапа работа. Но е неизбежна. Но е неизбежна. Значи не може да се изостави. Еве, гледаме што се случува. Ама тоа е мотивот зашто не се прави како што треба. Затоа што тие пари фактично ќе влезат во зголемениот профит. Значи, алчност е во прашање. Што повеќе да се заработи? И преку се поминува, само на крајот на сметката да останат повеќе средства. На тоа мора да му се застане на пат. Бидејќи не може јавниот интерес, безбедноста на другите луѓе да биде во втор план, само за сметка на интересот на неколку мина. Малку ме подсетува на парадоксот на дивење на Хотел Сплендид и Драшко Каровски. Ќе се вратам на законот за градење чисто од причина што повторно велам многу јасни процедури, а од друга страна имате комисијата за претпоставам дека секоја општина си има комисија за урбанизам, која што треба да дава одредени насоки за белешки, да прифаќа, да не прифаќа при издавањето на градежната дозвола, да се почитуваат процедурите, се оди дури до таму дека инвеститорот преку својот надзор е должен да ја информира општината дека започнува со градба. Тука е тој момент каде што ова што го начнавме, дигиталниот инспектор треба да излезе на терен и да констатира дали се запазени процедурите. Ги имате државниот инспекторат за труд,
безбедноста на работниците. И имаме ситуации каде што е тотално спротивно тоа што е напишано во законот. Да. И сега што е заклучокот? Дека практично ние не ги почитуваме законите и тоа веќе зема како епидемиолошки размери, станува една епидемија во градежништвото. Пред се, тој сектор го познавам, за другите не можам да тврдам. И тешко денес ќе видите работници кои што се со прописна заштитна опрема на градилиште. А често ќе чуеме, читаме дека некој паднал, се повредил, за жал некои го губат животот. Се поради тоа што не се почитува она што е пропишано. Повторно ќе кажам, законската регулатива не е толку лоша. Не сме толку лоши во законите. Камо среќа да го почитуваме и она што ни е пропишано, каде ќе бидеме понапред со овие работи. Значи мора да сватиме дека некои работи мора да се применат во градежништвото. Е сериозна дејност. Се работи за безбедност на луѓе. Не само во тек на градба, туку безбедност на луѓе која ќе зависи од квалитетот на изведениот објект. Градежништвото, лошото градежништво, може да биде масовен убиец. Да погинат толку луѓе поради лошата градба, што ништо друго не може да предизвика таква штета. Сведоци сме на оние катастрофални земјотреси и последиците од таквите што се случуваат во губење на човечки животи, во повреди, уривање материјални добра и така натаму и така натаму. Повторно да се вратиме назад на дигитализацијата. Ако имаме мал број на инспектори, имаме дигитализација на располагање, имаме современи алатки и тие треба што побрзо да можеме да ги примениме. Но прашање и друго е сега, дали поради другите девијантни појави што се случуваат, дали сакаме да имаме целосен увид во работите. Дали ни одговара да имаме можност да го контролираме градилиштето и да ни од раце да не се избија либито дека немаме време, немаме можност да ги посетиме сите градилишта, да ги контролираме и така натаму. Сега тоа е другото прашање. Зошто урбанизмот ни дојде на ова ниво на кое што е? Ако воопшто ова што се случува во Скопје, па и во другите поголеми градови во државата, можеме и воопшто да го наречеме урбанизам. Ова е некоја нарачана хаотична градба, која што има за цел само да ги исполни барањата на оние кои што планираат да инвестираат. Ако веќе заклучуваме дека оној систем што го имаме изградено е недоволен да не заштити, ајде да најдеме начин да направиме нешто што ќе ни зголеми заштитата, што ќе спречи диво, урбано градење. Ако пред, има веќе 13 години во Законот за градење се вметна дополнителна контрола од страна на Институтот за земјотресно инженерство на објектите од аспект на нивната стабилност и механичка отпорност и отпорност на земјотрес, можеби треба државата да една таква надлежност даде и на некое државно тело, институција, Институт за урбанизам кој ќе врши некаква супер контрола на. Ама имаме, професоре, тоа е Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам. Тој нема исклучиво само улогата да контролира А категорија, ги има и Б категорија, треба да види како се спроведува. Да, ама тој го контролира дали се изведува она според деталниот урбанистички план. Да, носењето на деталните урбанистички планови кај нас е проблематично. Исполитизирано. Последниот збор во деталните урбанистички планови го има советот на општината. Многу лесно се доаѓа. Добро, меѓутоа додека стигне пред советот на општината, повторно доаѓаме дека има исклучителна важност комисијата за урбанизам да даде. А се тоа инженери, архитекти, урбанисти, инженери. Затоа зборувам. Инженерска проституција. Секој се продава за нешто. Видете, ако инженерите го почитуваат она што го учеле на факултетите, па било каде на факултетите, и добрите инженерски практики, никој не може да усвои, не може лош план да дојде до општина. И затоа, ако сакаме да ги подобриме работите, прво треба да почнеме од себе. Значи, лесно е да ги критикуваме другите. Овој не постапил вака, оној не постапил вака. Не, инженерите треба да почнат од себе, од своето обкружување. Ајде ние да го направиме она што треба да го правиме
да не им дозволиме на другите да ги злоупотребат нашите планови. Затоа што урбанистичките планови се подпишани и печатирани. Цела планска документација е така што документација е направена. Ние немаме генерален урбанистички план сега, се уште важи стариот. Сите проекти се формално заверени од инженери. Било какви проекти, за било која фаза од градењето. Значи, од таму почнуваат тие работи. Ако инженерството, тука во инженерство, јас местувам и архитектурата и урбанизмот, ако инженерството застане цврсто за ставовите на струката, нема да може да се прави ова што се прави. Видете, погледнете ги, да направиме споредба со старите населби во Скопје. Оние што се правеа во социјализмот, кога немавме приватен интерес, немаше приватен капитал, се гледаше општото добро. Меѓутоа тоаш функционирањето на законот било... Па не само законот, него знаењето, стекнатото знаење се применувало на терен. Сега не дека новиве инженери, архитекти, урбанисти не знаат или знаат помалку. Не. Знаат можеби и повеќе од своите претходници. Ако не друго, информациите до кои што доаѓаме многу полесно и се помногубројни од порано, но притисокот на приватниот капитал е огромен. Огромен и тој многу наоѓа меко ткиво во инженерското ткиво, наоѓа меко место и успева да се пробие. Ама тоа е така затоа што законот му дозволува. Затоа што нема одговорност. Не е пропишана кај нас одговорноста, разлеана е одговорноста. Не се знае кој за што одговара. Ако има цврста одговорност и да се знае дека најмалку да се има осигурување од штета, да секој учесник во фазата на проектирање, градење, надзор и така натаму, мора да има осигурување од штета на трети лица, како што правиме со нашите автомобили. Ние не можеме да го регистрираме возилото ако немаме осигурување, затоа што оној на кој што ќе му биде направена евентуална штета, тој мора од некаде штетата да ја надомести. Така и овде во градежништвото многу е лабаво. Почнувате, пазете, во урбана градска средина, густо населена, почнувате објект опкружен со постоечки објекти. Без никаква финансиска заштита за тие што се околу вас. Можете да направите огромна штета. Да не зборуваме, да ги ставиме настрана човечки животи кои се бесценети. Материјални добра. Можете да направите, да го штетите соседниот објект, да го урнете соседниот објект. Сме имали такви случаи. Да, професор, јас се соочив претходнава недела баш на оваа тема и добив одговор во неформална комуникација, па што толку вие новинарите се занимавате со тоа, како ќе реагираат соседите, комшиите таму каде што... Камо среќа се занимавате што почесто и не само кога ќе се случат вакви незгоди, туку да се во континуитет да се занимавате, тогаш мислам дека би било подобро за сите нас во контекст на заштитата на околните објекти. И што ако се случи такво нешто? Сведоци сме се урна, дури куќата на Владо Малевски во Струга беше урната така од несоодветно градење, од двиење во градежниот сектор. Како ќе се справите вие со тоа? Кој ќе ви покрие трошоците? Ќе отужите градителот, тој што ја направи штетата? Кога ќе ви биде надоместена штетата? Тешко. Може евентуално наредната генерација да добие оштета. И затоа во светот ова не е, пазете, ова не се должи на некој, не знам, остроумност и така натаму. Не, ова се работи кои што функционираат во развиениот свет. И ние само треба од таму да ги преземеме и ќе видите како ќе функционираат. Ќе видите како ако ово е осигуран на некоја сума, тој што направи штета што гради и осигурителната компанија ја плати штетата, тој утре не ќе може да се осигура веќе. И не ќе може да работи. Истото важи и за изведувачи, истото и за проектанти, и за надзор и така натаму. Кај нас тоа не постои, не сакаме да постои, сите ние сакаме повеќе вака да лебдиме во еден бестежински простор и да по потреба се поместуваме горе-доле, лево-десно, затоа што не сакаме правила, бегаме од правила. Да. Во тој контекст, градежништвото, урбанизмот, архитектурата, планирањето на просторот се своевидна култура, уметност, но не по цена на човечки живот. Апсолутно. Пред се, главната улога на урбанизмот треба да биде јавниот простор. Да обезбеди поквалитетен живот на сите што живеат во тоа место, рурално, урбано, било како.
Тоа не значи дека треба само да ги решаваме урбанизмот да се сведе на стамбени единици, односно 2Б2, приземје, подкровје, надкровје. Само на градење на станови, далеку од тоа. Треба многу објекти, паркови, можност за рекреација на луѓето да се обезбеди, сигурни сообраќајници, безбедни пешаци, велосипедски патеки и така натаму, да ги тргнеме возилата од тротоарите, да ги тргнеме возилата од зелените површини, значи да се справиме со тоа зло, бидејќи сме ретка држава каде што предноста на возилата е дадена поголема значење на возилата отколку на луѓето. Чудно е ова што ни се случува да си ги уништуваме со просторот, сопствениот простор го уништуваме за сметка на нашите автомобили и така натаму, ама за тоа треба одредено цивилизацијско ниво, достигнување и одредено регулирање на професиите. Ама ние имам чувство дека цивилизацијски сме неколку цивилизации назад. Колку време ќе ни треба да постојано ни алармираме дека хуманиот третман затоа е хуман, треба да биде хуман. Не можеме ние често од политичарите имаме некоја реторика која што катадневно е постојана. Кој да дојде на власт, на урбанизмот, на архитектурата, на животната, па ако гледаме климатските промени, па поглавје 27, кластер 4, па каде ни е во Европска унија? Па ние како генезата на овој проблем е многу посложена и многу по долготрајна. Мислам дека во 90-тите години со промената на општественото уредување практично од социјализам во капитализам. Влеговме неподготвени во едно ново општествено уредување во кое што капиталот има најголема моќ. Добре е да има капитал и добре е да се гради, и добре е да се инвестира, и добре е да има напредок и така натаму, меѓутоа нам ни недостасуваа и се уште ни недостасуваат заштитни механизми. Јако граѓанско општество, јаки невладини механизми кои што ќе го спречат дивењето во урбаниот живот. Такво нешто се уште не успеавме да изградиме, иако поминаа 35 години од промената на системот и самостојноста на државата. Без такви механизми кои ќе го штитат јавното добро, практично ние ќе бидеме жртва на приватниот капитал, кој што реков е многу моќен и може многу работи да ги реши за кратко време. Тоа ни недостасува. Сега е прашање, дали како да стигнеме до одредена заштита? Може би во одредена дејност сме и премногу регулирани, ама сме регулирани затоа што ни недостасува на другото, јавната свест ни недостасува. Значи, за нас е битно мојот стан да е како што треба, надвор може моето дете и да нема каде да оди по тротоар до училиште, да мора по улица да оди по училиште заради паркираните автомобили. Важно мојот стан да е добар. Тоа не е квалитетен живот. До тој стадиум се уште не сме дојдени. Ако нам не ни пречат автомобили кои се паркирани по тротоари, каде што не треба, и го попречуваат безбедното и нормално движење на пешаците, го попречуваат движењето на велосипедите, тогаш треба да поработиме малце и на јавната свест. Тоа е долготраен процес, мачен процес, меѓутоа друго решение нема. Свеста за општото, за заедничкото добро исчезна од нашите животи. Ние гледаме само на она што е мало, приватно, што го имаме под свое, да речем, ајде така, под свој ключ, докажа, меѓутоа, сето е наше. И становите во кои што живееме се наши, ама и улицата е наша, и училиштето е наше, и градинката е наша. Ама тоа ние го сметнавме од умот и затоа сега дојдовме на ова ниво на кој што сме. И сега, ако сме на тоа ниво, може да разговараме за примена на BIM технологија кај нас во Македонија. Затоа ова го прашувам чисто заради тоа што, коригирајте ме ако грешам, во делови на Европска унија, во САД, примената на BIM технологијата е мандатори. Не само BIM технологијата, има уште апсолутно сте во право. Знаете, има кај нас една многу интересна појава, една апсурдна појава.
Применувањето на новите технологии во проектирањето, како што е BIM технологија и градење. Па јас би рекол дури и во примена на нови стандарди, европски стандарди во проектирањето на конструкциите, така наречени еврокодови. Наместо да доаѓа од внатре, кај нас се наметнува од горе со законска регулатива. Се прават обиди да се наметне, зошто? Затоа што ние го немаме оној внатрешен порив. Че вие BIM не треба да ги за BIM технологија, не треба да ги приморате оние што проектираат да користат BIM, тие треба од нив да произлезе желбата и потребата за користење на BIM, да сватат неговата предност и суштина во проектирањето, предностите кои што со себе ги носи, за да практично независно имало, морало, не морало туку најдат свој интерес во тоа, а не да се ослонат на старото научено и стекнато некакво искуство. Кај нас постои страф од учење. Значи, во инженерската фела, во инженерската струка постои страф од учење. Не знам дали во другите струки е исто, но овде постои, јас би го нарекол страф од учење. Ние се уште не можеме целосно да ги отфрлиме старите прописи за проектирање на згради кои се влечат уште од 1948 година. Постојат европски прописи кои се далеку понапредни, кои водат кон многу поквалитетни објекти, кои од 2010 година се облигација за сите земји во Европска унија, а ги имаат прифатено и земји кои што не се членки на Европска унија, затоа што носат напредок. Кај нас се уште има отпор за нивна целосна примена. Зошто? Затоа што треба се седне и да се научи нешто ново. И кај нас го има тој отпор. Истото и за BIM технологијата. Зошто е тоа така, не знам. Не знам, тоа е веќе многу посложено прашање, тоа е еден градежен инженер, тешко дека ќе може најде вистински одговори на сето ова, меѓутоа, мене ме загрижува што тоа не произлегува од струката, однатре. Кога почна да се применуваат софтверите во градежништвото, во проектирањето на конструкциите, никој однадвор не беше донесена законска регулатива која ќе каже мора да се користи софтвер. Не, туку градежниците во тоа време, во тие златни години на градежништвото, видоа дека тоа им помага во работата, дека им дава можности за изработка на поквалитетни проекти, побрза работа, побрзо завршување на проектите, подетални анализи и така натаму. Вие не чекате некој да ви каже ајде мора ова да го користите. Не, тоа треба да произлезе внатре. Тоа моментално кај нас го нема. Го нема и тоа има отпор дури и кај помладите, што мене малку и ме загрижува истина. Да, тоа сега да ве прашам, дека им предавате на студентите, како го прифаќаат сето тоа, особено студентите имаат прифатено дигитализацијата. Сега студентите телефонот им е главна алатка. Нема веќе теленјери, цртање со рака и така натаму. Имаме сосема нови различни генерации и особено моите помлади колеги мораат да најдат начин како да ја преструктурираат наставата за да можат да ги во неа да се користат овие моќни дигитални алатки што денес ни се на располагање, како што е вештачката интелигенција. И да тоа се усогласи со потребите и карактеристиките на ова нова Z или веќе која и да е генерација која е моментално на студии. Стариот начин на настава, она што порано важело, правилата што порано важеле и се применувале и се подразбирале како квалитетна настава, денес е веќе застарено. Не можеме овие млади луѓе кои се нонстоп на телефон, кои немаат трпение да прочитаат книга, не можеме да ги тераме да размислуваат и да учат на ист начин како што ние сме учеле. А ние не можеме и не треба да ги менуваме, затоа што тоа е современието. Наша задача на наставниците е да прилагодат наставата, максимално да се искористат новите можности, за да децата излезат од факултетските клупи со максимално знаење. Да, имам поразговарано со некои студенти, они се фасцинирани, например, од Заха Хадид, Калатрава, го критикуваат Кензо Танге заради брутализмот, меѓутоа, не. Нормално. Секој со своите прифатливо размислувања. Затоа што за едните прифатлив овој концепт, за другиот тој.
И сега викате од логаритмар до вештачка интелигенција. Да. Тоа е сериозна еволуција. Сериозно. Зашто станува збор? Па пред 2 години го одбележавме 75 годишниот јубилеј од основањето на Градежниот факултет. Градежниот факултет е еден од основоположниците на Универзитетот Свети Кирил и Методи. И не случајно, на таа заостаната Македонија после Втората светска војна и требале градби, требала инфраструктура и покрај медицина, филозофија и така натаму, земјоделие, градежништвото била дејност која што требало да се развива, немало инженери, затоа и се формирал Градежниот факултет меѓу првите. Развојот може да се разгледува низ многу сегменти, нормално. Има оставено Градежниот факултет за себе многу работи, за кои што можеме да се гордиеме. Верувам дека идните генерации ќе продолжат, ќе бидат уште подобри од претходните. И идејата беше како да се представи тој развој на факултетот и да се покаже колку брзо оди развој. Експоненцијален е развојот на новата технологија која што е вткаена во градежништвото. И како тогашен декан на факултетот, тоа ми беше најсоодветно да го споредам со оние помагала кои што се користеле при проектирањето и при изработката на проектните задачи на факултетот. 49-та година туку логаритмарот измислен уж неколку векови наназад, ама се користел, почнале студиите со користење на тој логаритмар, направа која служи за множење и делење на броеви. Пазете се, од 49-та дури 70-тите години се појавува новата алатка, се појавува дигитронот. Значи првите дигитрони на Градежниот факултет доаѓаат 70-тите години. За да веќе 80-тите години почнуваат и крај на 70-ти почнуваат големите компјутери да доаѓаат, 80-ти, 90-ти персоналците, па лаптопот станува секојдневие, за да еве после 75 години практично доаѓаме до вештачка интелигенција. Значи како развојот оди со се поголема брзина и поголема брзина. И затоа наша задача на наставниот кадар е да ги следи новитетите за да може сето тоа да го примени во современата настава. Тоа ми изгледаше како најпогодно нешто за да се прикаже токму тој развој на факултетот во тие 75 години. Ја често со некои професори кога разговараме за тоа што денес се нуди на пазарот, им кажам Гутенберговата галаксија оддавна завршена, епохално дело на Маршал Маклан, ама завршено е, сега имаме вештачка интелигенција која што и како си зема своји размери. Така и во градежништвото, тоа со сигурност можеме да го потврдиме. Гледаме, се чудиме често како е на Кина, за 2 дена гради зграда, а ние не можеме еден мост, Михајло Апостолски, да го завршиме. Колку мандати на колку, не знам. Да. Ние сме специфичен случај, да. Тешки за споредба со други, и истото и со универзална сала. Успеаме да упропастиме простори како што бе стара железничка станица, например, на голем потенцијал на објект кој бил навистина убав и кој можевме да го реконструираме и да го претвориме во некаков конгресен центар, во некаков културен центар на градот и така натаму. А ни фали конгресен центар, немаме. Меѓутоа сега тоа е практично диво месо во оноја џунгла од објекти околу него и практично не припаѓа. Тоа е музеј на град Скопје, ама е тото, како да ви кажам, како да е странно тело, туѓо тело таму и голема шанса упропастен. Скопје има испуштено многу шанси, некои неповратно. Можевме да бидеме сериозен град со многу референции. Некому се допаѓале, некому не, меѓутоа брутализмот остави белег во Скопје. Имаме објекти кои што кај нас се поценети, ама ако малце прошетате надвор и критички се осврнете на она што се на најсовремените дела во тие средини, ќе видите дека слични такви објекти овде се граделе 70-ти години, како што е, например, објектот на Македонската опера и балет. Операта во Осло, нешто е со поголеми размери, се разбира, меѓутоа стилот, матрицата е идентична. Таа е градена 20-30 години после овој објект што го имаме овде. Имаме вредни објекти, да не зборувам за историски
објекти. Да не зборувам за камениот мост кој е символ, кој е символ на градот, кој е на грбот на Скопје ставен. Меѓутоа, простете на израз, тој е претворен во еден јавен тоалет. Нужно. За жал така. Да искористам еден речник, за жал, и тоа никако не можеме да го средиме. Тоа е еден сериозен град, престолнина на европската култура во 2028 не смее да си го дозволи. И па како, професоре, веќе направам неколку културни наследства. Хавзи пашените конаци. Матка може да влезе во тој дел. Универзална сала веќе навистина е трагично да се споменува затоа што култно место, особено за скопјани. Ја не сум скопјанец, меѓутоа универзална сала, пошта. Па тоа е страшно со пошта. Да не можеш да вратиш нешто што е автентично, да гледаш само реторика која што е празна флоскула. Да. Камениот мост, калето, такви атракции може да се направат, да придонесат и во бруто домашниот производ, и во развој на туризмот. Апсолутно. И сега ние Европска престолнина 2028 година. За Скопје е многу поважно да ги освежи, да ги реконструира старите објекти, да ги сочува, она што веќе е изградено, отколку да вложуваме средства во нови. Имаме многу објекти кои пропаѓаат, а се вредни. Набројавте голем дел од нив, имаат голема вредност и употребна вредност, а историска вредност исто така, и културна вредност, и туристичка вредност, а се оставени сами на себе да пропаѓаат од нагризани од забот на времето. Значи, треба да вложиме во она, да го возобновиме она што го имаме, и тоа за Скопје е многу повредна активност отколку да градиме сега нешто ново. Имаме една идеја, например, не знам колку е добра, меѓутоа третиот кат на градскиот трговски центар. Празен е. Мислам дека скоро и никој не стапнува горе. Зошто не се направи обид? Знам тоа. Собственици, меѓутоа, знаете како, ако имате се наоѓа да се решават. И волја ако се сака, па дури можеме да го политичка. претвориме во конгресен центар. Во центар на град имаме паркирање долу, хотел имаме веднаш до него еден голем хотел во околината, колку сакате хотели, голем простор е, може да се подели на различни хали, дури го имаме и киното, еден кат подолу може да се користи за такви настани од таков тип. За мене е идеја за која што вреди да се размисли. Дајте да го искористиме она што веќе го имаме. Имаме многу објекти кои што ни стојат неискористени, запуштени. Одржувањето е сериозна работа. Не е работата само да изградиме објект. Треба да мислиме како ќе го одржуваме. Професоре, не постои професор, архитект, градежник, кој што може да ме разубеди дека градскиот трговски центар е една од најфеноменалните градби кои што го доби градот Скопје, и сега ние имаме девастирање на начин што секоја општина има свој трговски центар. И како сега кога имаме едно вакво здание, ние постојано во рете урбан развој, модернизација и сето тоа разбирливо, меѓутоа ова што вие го зборувате, трговскиот центар е автентичен за градот Скопје, и ние го доведовме во ситуација да буквално ни се распаѓа пред очи. Па затоа што почна приватизацијата без концепт. Се раздели на мали собственици, а таков голем објект не може да го менаџирате, да раководите со него на таков начин. И затоа е на ова ниво на кој што е денес, иначе врвен објект. Јас сеќавам и кога почна да работи, значи во 70-ти таков објект немаше не само во регионот, немаше многу пошироко. Таков објект со такви решенија кои што и денес се недостижни за овие нови трговски центри, значи неспоредливо е во однос на концептот, во однос на се друго. Па споредете го сообраќајот. Споредете го влезот на Изгејте. Влезот на Изгејте ставен на главната сообраќајница на Скопје, влез и излез од Скопје. На тоа место е ставен главниот влез на Изгејт, каде што има стално паркирани таксисти, каде што има пешаци кои што влегуваат и излегуваат од молот и така натаму, и стално таму е гужва. Тоа се тие работи на кои што не се внимава, односно она меко инженерско ткиво кое успева да биде пробиено од приватниот капитал. Штета, Скопски сајм не постои веќе, делот
историјата на градот Скопје, веројатно така сакам капиталот. Очигледно така сакам. Да веруваме дека некои работи ќе може да се подобрат, барем да го донесеме Скопје во фаза на некаква пристојна одржливост. Ама како професор ако камени мост не служи за со промени кои ќе потегнат од врвот на градот. Тоа е улогата на градоначелник на било кое место, на Скопје можеби најмногу, да успее да внесе еден друг тип на размислување, на друга матрица и таа идеја да прво се направи визија од страна на стручни луѓе, секој во својата област, како градот ќе се развива и секој нареден градоначелник да го почитува тоа и развојот да оди на градот во таа насока. Со хаотично решавање на адхок решавање на проблеми, град како Скопје нема развој. Се надам дека ќе разберат ова порака која што ја испраќате. Нема да навлегуваме во БРТ системот и бидејќи ќе изгубиме само на време, а и само ќе остане на пишано слово. Се надевам дека ќе дочекаме реализацијата. И јас исто се надевам дека затоа што е суштинска. Ако немате вие јавен градски превоз, на постојано им велите на граѓаните не користете автомобил, малку е. Значи верувам дека, видете, претпоставам дека нема градоначелник кој не сака зад себе да остави добри дела. Сигурен сум во тоа дека никој не доаѓа со идеја да не направи ништо, напротив. Ајде, верувам дека после сите овие грешки што сме ги имале во минатото, дека конечно ќе заземеме еден друг курс на движење на градот и колку толку ќе ги подобриме состојбите, она што може да се подобри за Скопје, а има место, значи не смееме да се предадеме. Секогаш може да се направи нешто подобро за да жителите на градот се чувствуваат многу попријатно во секојдневието. Дај Боже да дочекаме универзална сала и барем пошта до 2028 година. Ајде, да се надеваме дека ќе биде. Така. Професоре, постои нешто што не сум ве прашала, сакате да го споделите или некоја порака? Па многу работи постојат, но да оставиме нешто и за некоја друга пригода, градежништвото и областа и искуството зад себе што го имам и годините поминати во оваа област отвараат, некои прашања ги затвараат, но не отвараат и многу нови прашања. Само би завршил со порака, не е само домот наш дом. Наш дом е и градот. Тоа треба да го имаме на ум и тогаш работите ќе почнат да се подобруваат. Професоре, благодарам на одвоеното време. Беше драго што поразговаравме на овие теми. Благодарам на можноста и мене ми беше драго. Велат, градењето со план е градење за човекот и секако неговата сигурност. Се друго е само празна статистика и естетика. Благодарам што не следевте и со професорот Горан Марковски овде се одјавуваме до некој следен разговор кој што ќе го посветиме околу оно што не засега сите, а тоа е хуманиот простор, третманот на просторот, урбанизмот, градежништвото и така натаму. Благодарам.